Кралската женска носија од Монголија ја носеле наследничките на Джингис Кан, основачот на најголемата империја во светот, монголската. Кан пак историјата го вброила во најголемите светски освојувачи, во рангот на Александар Македонски и Тамерлан. Неодамна на традиционален фолклорен фестивал во Вашингтон, публиката имаше ретка прилика да види дел од ова древно културно наследство преку настапот на танцовото студио Патот на свилата. Оваа носија е стара 600 години. Јас сум од Иран и за мене е многу важно што можам да ја презентирам азиската култура. Но за овие фолклористи, инспирација не е само Монголија, туку културата од цел свет. До нив стигнале дури и македонските песни и ора. Атанас and Ljupka Kalarovski. Ја имав таа чест да соработувам со Атанас и Љупка Коларовски. Тој е светски познат кореограф кој одлично ги пренесува вештините на македонските танци. Така научив и македонски песни. I don't want to embarrass myself by singing. Не ги паметам точно зборовите, но мелодијата одеше вака. Лорел ни раскажа дека преку ДНК тест открила дека е потомок на индијанската принцеза Покахонтас, која живеела на територијата на денешна Вирџинија. Нејзино мото е да знаеме кои сме е добро, но треба да ги отвориме вратите за луѓето од целиот свет. Таа ја сака Америка, вели токму заради мултикултурализмот. Преку древни танци кои прикажуваат ловење риби или берење овошје, уметници од Филипините покажуваат како изгледа секојдневниот живот во нивната земја. Танцот со кој настапивме е карактеристичен за Филипините. До ден денес останале автентични и ние сакаме да ја зачуваме традицијата. Маските со лавови имаат заштитна улога во кинеската култура и традиција. На фестивалот цртаа ликовни уметници. Ракотворци изработуваа оригами, применувајќи традиционална јапонска вештина за правење уметнички фигури со виткање на хартија. Правиме змеови. Децата уживаат во нив. Денеска цртав на различни теми: бамбус, орхидеја, хризантема. Фестивалот беше прослава на древните традиции, но заедничкиот именител беше инклузивноста. Овие млади азијати овде најдоа простор за израз на своите модерни афинитети, на задоволство на посетителите.